Добро вечер. Четврток, 22 часот. Време за емисија во Центар на YouTube. Вие сте на вистинското место, почитувани гледачи, бидејќи во наредните 50 на минути и вие и јас имаме право да знаеме вистината. Вечерва две интервјуа. Вториот дел на интервјуто со Милан Верујовиќ, првиот дел го погледавте минатата недела, поранешен шеф на обезбедувањето на Зоран Џинџич и едно ексклузивно интервју со господинот Божо Димник или човекот кој учествуваше во растурање на поранешна СФР Југославија. Божо Димник е сега почесен конзул на Република Хрватска во Копар, односно во Република Словенија. Ставно збор за една фасцинантна личност. До своите 7 години тој живее во Белград. Учи прво оделение во Белград и подоцна се преселува во Словенија. Неговиот татко е шеф на сите ловишта на династијата Караџорџевиќ. Живее на дворот на Караџорџевиќи, е личен пријател и со Александар Караџорџевиќ и со Павле Караџорџевиќ. Божо Димник е најдобар пријател со принцовите Караџорџевиќ. Значи до прво оделение тој живее во Белград, подоцна доаѓа во Љубљана, завршува медицински факултет, има фирми во 4 европски држави, тоа е Италија, тоа е Германија, тоа е Швајцарија и Лихтенштајн, прави огромни пари, во врвот на својата моќ им помага на Словенија и на Хрватска да воспостават релации со Ханс Дитрих Геншер, поранешниот германски министер за надворешни работи, и тоа е почетокот на крајот на поранешна СФР Југославија. На таа средба со Геншер помеѓу Стипјан Мисич и Ханс Дитрих Геншер се направени или судрени темелите на растурање на поранешна СФР Југославија. Божо Димник, бизнисмен и лобист. Интервјуто го сниме тука во Љубљана, иако сте роден во Белград 1932 година, и вашиот татко работи на дворот на династијата или семејството Караџорџевиќ. Да, to je istina, to je tako. Roden sam u Beogradu, moj otac je bio direktor dvorskih lovišta, i živjeli smo tamo. Ja sam pohađao prvi razred osnovne škole, sam pohađao u Beogradu i mi se vraćali u Sloveniju 39. godine. 1939 година. Да. Шампион сте во риболов. Стекнувате многу пријатели, имате голем бизнис, работите Швајцарија, работите Германија, правите мноштво на пријатели и преку спортот и преку бизнисот и учествувате во еден процес на растурање на поранешна СФР Југославија. Кого све познавате од големите играчи, од големите бизнисмени во светот? Ja, to je sad teško nabrojiti. Ja mislim da je jedan najvećih, na primjer, ja sam upoznao preko ribolova 58. godine, potpredsjednika švajcarske vlade i najbogatijeg industrijalca iz Švajcarske, koji su došli kod mene u ribolov, jer sam bio, ja sam ih vodio nedelju dana, i onda je došla eksplozija. Onda sam, to je bio prvi moj kontakt sa inostranstvom. I posle sam ja studirao sam medicinu, bio sam onda student, i dok još nisam završio medicinu, ja sam već imao firmu u Švajcarskoj. Ние бевме гости во куќата на Божо Димник, кој се наоѓа во елитниот дел на градот Љубљана. Еве дел од фотографиите кои ги снимивме во домот на Божо Димник. Наместо ние да говориме и ние да раскажуваме, погледнете само дел од тие фотографии. Самите ќе заклучите, почитувани гледачи, како Божо Димник ги прави своите пријателства и колку бил влијателен во светскиот джет-сет, во светската политика и во светскиот бизнис.
Светската политика функционира на тој принцип, почитувани гледачи. Божо Димник е син на поранешниот шеф или директор на сите ловишта на династијата Караѓорđevići. Таму се воспоставуваат првите пријателски релации, подоцна тие пријателски релации се користат низ целиот живот. По врвот на својата кариера, Божо Димник е представник или припаѓа на тој светски джет сет. Ги користи тие своји пријателства во својата политичка кариера и им помага на Словенија и на Хрватска да станат независни држави. Како тоа го прави од приказната кој раскажува самиот Божо Димник? Како го запознавате Ханс Дитрих Геншер во тој период, 90-91 година, министер за надворешни работи на Сојузна република Германија, едно од најмаркантните личности последните 50 години во светот. Како вие го запознавате Ханс Дитрих Геншер? Како станува ваш пријател? Да, мој најболи пријател е бил неки гроф, прави гроф Даглас се звао, Ангус Даглас. On je bio ribolovac i lovac i njega sam isto upoznao tamo oko 58. godine. On je bio jako uticajan u Europi. Vozio je svoj avion, to je bio prvi privatni avion koji je došao u Jugoslaviju od 58. godine. Svi su to gledali, udbu smo imali iza leđa i tako. I on se zaljubio u tu Sloveniju i imao je tu mali stan, volio je žene i volio je lov i ribolov. Dobra kombinacija. Da, dobra kombinacija, da, jako dobro. I tako, mislim, napomenuo sam tog grofa Daglasa koji je imao strašne veze u svijetu. I on je bio najbolji prijatelj sa jednim čilskim časnim konzulom, a inače pivovar, industrijalac veliki Bruno Schubert. A taj Bruno Schubert je bio opet najbolji prijatelj od Hans Dietrich Genschera. I tako sam preko ovih dvijeh, ne preko ova dva, došao u stik sa Genscherom. Prvi puta 7. jula 1991. bili smo na ručku u Berchtesgadenu, se zove Berchtesgaden, tamo gdje je Hitler imao svoje gnjezdo. Baš ispod tog gnjezda ima veliko imanje, taj Bruno Schubert, i Genscher je uvijek od njega na ferijama. I tako je bio zakazan ručak gdje smo ručali 4 sata, smo bili zajedno i tu je započelo u stvari poznanstvo sa Genscherom. Tu sam bio ja sam, sa mojim grofom smo bili zajedno i onda je to pročuo tek malo, dosta kasnije, je u oktobru mjesecu pročuo je Mesić, da imam ja dobre veze sa Genscherom, i on me onda pozvao da razgovaramo kako bi. Со Милан Верович продолжуваме тамо кај што застанавме минатата емисија, тоа е технологијата, како извршен атентатот врз Зоран Џинџич и кои се главните актери кои учествуваат во реализацијата на таа операција. Добро, чест, на пример, сум го снимал Беба Попович 2005 година. Опасен тип. Значи, многу опасен тип. На директна линија Станко Цане Суботич, на директна линија Срđan Керим во Република Македонија. На директна линија. Значи, само додека се подготвувавме за интервјуто, снимавме некаде, што знам, до некој театарче, таму му беа канцелариите. Звездара театар. Може да е Звездара театар, да. Не, Ателје 212. Ателје 212. Ателје 212. Да. Звездара театар, мислам дека го снимав Милош Васич. Он таму живее. Значи, токму нова тема, значи, го снимаме таму, обезбедување го чуваше, на директна линија. Тако е, он е заштичен као бели медвед. Да, апсолутно. А зbog чега ga štiti? A kako on to? Eto, vi ste sad sami rekli. Pa, čekajte, šta ga je kvalifikovalo da on bude takav, da bude tako važna ličnost u Severnoj Makedoniji? Koga je kvalifikovao? И он е човекот кој ја има комуникацијата со Љупчо Ѓоргиевски, кој Љупчо Ѓоргиевски доаѓа како премиер на македонската влада на средба со Зоран Џинџич и со Зоран Живковиќ тука. Значи, тие излегуваат во енокни клубови, Джеј Рамадановски им пее, Станко Цане Суботич, така натаму. Значи,
Човекот кој се има вградено во крупни балкански утакмици над Да, превари. он е jedan konobар koji je dobro izučio svoj posao, razumete, i koji je neosporno talentovan, inteligentan, da u tom Голем манипулатор и da u много tom poslu интелигентен. da u tom poslu završi sve ono što mu se da kao zadatak. Значи ја спроведе. По Dakle, 50. on je kreator optužnice i zvanične verzije ubistva Zorana Đinđića. Значи, господин Борисович, има медиумска подготовка на сето тоа. Значи, 1 или 1,5 година пред атентатот на Зоран Джинđić, мирисаше у воздух дека нешто ќе се случи. Таква хајка по медиумите, такви невистини, лажни вести. Ko je to pravio? Веројатно, тој што го спомнувате. Pa Beba Popović. Pa zar mislite vi da je neko to mogao da radi, a da Beba Popović to iza toga nije stajao? Mislim, to je bilo čudno možda samo Zoranu Đinđiću. Samo se Zoran Đinđić, ali on je bio iskreni demokrata. To je bila njegova kobna greška, sudbinska greška, da kažem. On je verovao da će svojim stavom, svojom demokratijom pobediti i prestići sve to. Дали Божо Димник самиот се чувствува како човек кој ја струши мокната СФР Југославија и каква е неговата историска роља, историска улога во тој процес на рушење на СФР Југославија. Во тој период се уште нема донесена политичка одлука меѓународната заедница за растурање на СФР Југославија. Тогаш се уште во сила оние изјави на Джеймс Бейкер, кој е државен секретар на Соединетите Американски држави, кој доаѓа тука на простор на поранешна СФР Југославија во Белград, се среќава со лидерите на сите републики, поранешни републики на поранешна СФР Југославија, со Будимир Лончар и така натаму е дава она изјава на заминување дека нема да дозволат распад на СФР Југославија. Ворен Цимерман, кој е амбасадор на Америка во Белград или во поранешна СФР Југославија, исто дава категорични изјави дека нема да дојде до растурање на СФР. Значи тоа е меѓународната позиција таа 91 година во однос на иднината на СФР Југославија. Gledajte, istina je samo jedna. To kod nas i kod Hrvata i šire to, pogotovo kod nas, ne, u Sloveniji i u Hrvatskoj, svi bi htjeli da su zaslužni, ne, pa ne priznaju toga. Izjave, slušao sam izjave političara da je Genšer, na primjer, već u maju 1991. rekao da će Njemačka priznati. Ne. To govore neki političari, ne. A to je čista laž. Ne. Možda je rekao, razmislit ćemo, ne. Ali meni je 7. jula 1991. rekao iz oči u oči, kao što sad sedimo, znate, mi svakako smo vaši prijatelji, mi se slažemo s vama sve, ali mi tehnički nismo u stanju sada, znate, dajte vi vašim prijateljima recite neka govore o nekoj konfederaciji ili u federaciji ili tako dalje. Dakle, Genšer u 7. jula apsolutno nije bio za raspad Jugoslavije. 91. godina. Da, 91. godina. 7. jula sigurno nije bio. I poslije sam ja 14 dana iza toga razgovarao sa predsjednikom Kohlom u Minhenu. Ne. Sa premijerot, Helmut Kohl. S premijer, da, Helmut Kohl. Sam razgovarao u Franciskaneru, se zove jedna pivnica, tamo smo se našli i razgovarali smo. I on je doslovce ovako rekao, znate, opet ponovi ono što je Genša rekao mi, ali još je dodao, znate, raspad Jugoslavije bi bio za nas veliki tehnički problem. Zamislite, ako raspadne Jugoslavija, mi odmah imamo u Europi 7 novih država. Ne? Što mi nikako ne možemo poduprti. Ne možemo se složiti. I to je bilo još u julu 1991. godine, svi su tako govorili. Ne? Што се менува во меѓувреме? Гледате, постојано ние говориме во Македонија дека е многу битно, освен официјалната дипломатија, да имате луѓе со познатства, луѓе кои се лобисти,
кои може да ви отварат одредени врати, да ве спојат со некои луѓе, да излобират ке некои луѓе во светот на политиката и во светот на бизнисот. Значи, вие сте еден од тие луѓе кои може би го потурна процесот на распаѓање на поранешна СФР Југославија, односно на независност на Хрватска и на Словенија, а автоматски кога Хрватска и Словенија се независни, тогаш од СФР Југославија не остана ништо. Значи, имате една историска улога. Вие сте на некој начин сведок на историјата. Човек кој ја креираше историјата. Apsolutno. Ne, jer ja sam bio toliko blizak Genšeru, ne, da smo stvarno razgovarali kao prijatelji, ne? Kao prijatelji. Znate, raspad Jugoslavije u stvari, istina je samo ta da do negde krajem oktobra, ne, 1991. Niko nije bio za raspad Jugoslavije. Ne? Kao što sada nisu Katalonci i tako dalje. Niko nije bio za raspad Jugoslavije. Svi su željeli da se mi nekako dogovorimo za neku konfederaciju i tako dalje, i tako dalje. Njemački Bundestag je u maju izglasovao na prigovor dakle socijalističke partije na predlog da se ne priznaje Slovenije i Hrvatske. Bundestag je to prihvatio. Ne? To se može naći taj, ne? Dakle, kad govorimo u maju i junu 1991. 100% niko nije bio, a bilo ih je najviše protiv. Ne? Njemačka nije bila protiv, ne? Ali smatrala da je to nemoguće, ne? Da se nemoguće izvesti. Ne? A Zimmerman, kao što vi kažete, i Amerikanci, a pogotovo Englezi su bili apsolutno protiv i Francuzi, svi su bili protiv. Во продолжение на разговорот со Милан Верувич да видиме како германските и британските разузнавачки структури може би учествувале во атентатот врз Зоран Џинџич, односно каква е улогата на германските, на британските служби, германската и британската држава во целата таа операција. Ете, господин Верувич, тоа ми е чудно. Значи имате сојузен министар за внатрешни работи, кој е пријател на Зоран Џинџич, кој не спречува атентат, бидејќи под сојузниот министар за внатрешни работи е УДБА, КОСБИ, АМИА, како ли се викат тие служби, и тој го заменува Зоран Џинџич на функцијата премиер на српската влада. Не е малце нејасно како тие работи се случат тука во Србија, не може човекот кој е одговорен, што не спречил нешто да го замени тој кој е убиен на функција. Да вам кажем, вршен е притисак, медијски притисак, 24 сата. Да. 24 сата е вршен медијски притисак. Он и Викторија ви игра пред. А сад е тај притисак врши управо он, тај Поповиć. Бео Поповиć. Да, немој Зоране да преđеш sa ove adrese stanovanja na Dedinje, tamo gde ti služba to određuje, da bi preuzela odgovornost za tebe. Znaš kako će to mediji da tumače. Do juče smo kritikovali Miloševića što je na Dedinju, zašto bi ti... Onda su oni doveli Nemce. Da Nemci istraže bezbednosnu procenu njegove ugroženosti. Pa to smo znali mi da uradimo. To smo mi uradili 100 puta. Znači, Germanci... Ali niko nije napravio. Pa, samo da dovršim. Zapravo, oni su doveli Nemce kako bi od toga napravili medijski spin, koji bi bio opšte prihvaćen. Kao eto, kao rekli su Nemci, život predsjednika vlade je ugrožen. Pa zar je to bilo potrebno? Nije bilo potrebno. Kome su Nemci odneli izveštaj o njegovoj proceni bezbednosne ugroženosti? Otkud Wiesbaden u Beogradu 13. marta? Ko ih je pozvao? Šta je bio njihov cilj? I zbog čega su oni 2 puta dali pogrešno tumačenje celog događaja? A nisu poslali svoje predstavnike u specijalni sud da potkrepe optužnicu. Zbog čega? Dakle, kako bih vam rekao, mi smo ovu knjigu završili činjenicom da su Zorana Đinđića morali napraviti, kad kažem, njegovi naslednici, posthumno, predstaviti kriminalcem, da bismo poverovali da je Zemunski klan kao neka kriminalna grupa imala motiv da ubije kriminalce. Znači, kriminalci ubivat kriminalci. Tako, napravili su ga izdajnikom, to je bilo samo onaj nastavak
kampanje koje je Milošević vodio pred njega, da bi poverovali da su gubili patriote, a patrioti su bili, po znacima navoda, jedinice specijalne operacije, koji su se bojali Haga. Da, a ne si isporačeni. Tako je. I napravili su ga nemačkim đakom. Znači, vi danas kad pričate o Zoranu Đinđiću, on je svima u glavi nemački đak. Da, deka Heidelberg ima studirano filozofiju. I onda, da nikada ne bi pomislili da je ta Nemačka možda zamešana organizacija. Jer šta će Wiesbaden tu? To nismo čuli nikada. Pa gde su izveštaji tih bezbednosnih službi stranih, CIA, BND-a, ruske obaveštajne službe? Pa čekajte, šta oni misle o tom događaju? Pa čekajte, nećemo reći da je ubistvo jednog premijera vlade u Evropi nije tema za obavešteni sektor. Slažete? I сега Чеда Јовановиќ, кој е политички чадор на целата та работа. Чеда Јовановиќ треба да го замени Зоран Đinđić. Ma on je, kako da ga zameni? Pa ne. On ga je zamenio, tačno. Da. Onako kako su ga ilustrovali Vesna Pešić, Žarko Korać, svi ti, da kažem, ta intelektualna elita obmanuta. Oni su od Čede Jovanovića napravili Zorana Đinđića. I na kraju se pokajali pa su se učutali. Ali posljedice toga mi danas trpimo. Posljedice toga je to što danas Aleksandar Vučić sebi daje za pravo da priča o rešenju Kosova koje su imali samo Ćosić, Đinđić i on. Dakle, niko nije otvorio taj problem Kosova, niti rešenje problema Kosova u Srbiji na temu kako je Zoran Đinđić zaista o tome govorio. A o tome postoje videozapisi, snimci, definitivno ono što je on govorio. И тие луѓе сега се блиски до Александар Вучиć. Evo sad su oni svi kod njega. Da, sите премина тамо. Ali kojih je to? Pa oni su svi ti na jednoj istoj plati, da li razumete? To je plaćena intelektualna elita. Oni su čvorište ovog društva, oni su čvor Srbije. Божо Димник е личен пријател со Стипе Стјепан Месич. Стипе Стјепан Месич беше поранешен хрватски председател и беше последниот председател на поранешна СФР Југославија. Божо Димник раскажува како Стипе Месич успева на таа средба во Бон да го убеди Ханс Дитрих Геншер да даде германска подршка за растурање на поранешна СФР Југославија. Геншер е 30 години во германската политика. Сега покоен беше 30 години во германската политика, беше шеф на полицијата, министар за надворешни работи, вице-премиер, односно заменик на Хелмут Кол, значи клучна фигура во германската политика тие 90-ти години е Ханс Дитрих Геншер. Ja, apsolutno, jer i posle, naravno, treba uzeti u obzir i taj kontakt koji sam ja napravio za Mesića 14. novembra, 11. mjesec. 14. ноември. Меси што го кажа во интервјуто за мојата емисија, за емисијата во Центар, и ве посочува по име и презиме дека вие сте му ги направиле првите контакти. Можете ли да ни објасните како доаѓа до тие контакти помеѓу вас и Месич и помеѓу Месич и Геншер? Целата таа операција помалку делува холивудски, како оние крими романи со криење или крими филмови и така натаму. И интересно е да се слушне таа приказна, бидејќи македонските гледачи ја немат слушнато таа приказна. Pa gledajte, to je bila stvarno jedna jako interesantna misija. Dakle, mene je u oktobru pitao Mesić, predsjednik Mesić me je pitao da li ga ja mogu dovesti do Genšera. I onda sam ja opet preko tih mojih prijatelja, pogotovo preko ovoga Bruno Schuberta, koji je bio najbolji prijatelj od Genšera, dogovorio da ga Genšer primi u potpunoj tajnosti, jer to je bio isto velika inkognito, znači. Potpuno inkognito. Gledajte, to treba znati, ako bi Milošević samo malo sumnjao da se nešto tamo radi iza njegovih leđa, on bi ga aretirao, kao za veleizdaju Mesića. Da, toš Milošević, цела дипломатија на поранешна СФР Југославија под контрола на Милошевиќ. Сите дипломати, сите амбасадори беа под контрола на Белград. Pa zbog toga smo morali napraviti jedan šov. Вие велите дека амбасадорот на Југославија во Лондон тогашен, дека
Да, дека неговите деца се играле со децата на престолонаследникот Чарлс или на принцот Чарлс. Кај Сум што? читал некој ваш интервју кај што велите дека тогашниот амбасадор на Југославија во Лондон бил толку близок со принцот Чарлс, Да. што нивните деца заедно си играт. Pa da, pa sinovi su, sinovi od Charlesa i sinovi od ovog veleposlanika su zajedno lovili ribe u Škotskoj, tamo u njegovoj vodi. Ne? Значи, риболовот светски ги поврзува луѓето. Да. Риболовот еко Нокија ги поврзува луѓето. Значи, Да. многу работи на простор на поранешна Југославија се завршиле поради тој риболов. Ja, ribolov, da. И како оди таа? I sad, znate, Вас би се во da, Месич. i onda kad je u oktobru, kad je Mesić zatražio da mu ja obezbedim tu vezu, sam ja preko moga prijatelja došao do toga. Genšer nije bio baš ne znam kako raspoložen, ne? Ali on je morao to napraviti zbog svoga prijatelja. Ne? On je morao i onda je dao jedan termin. Sad je bilo treba onda još celu organizaciju napraviti. Ne? Kako prevesti predsjednika Jugoslavije da niko to ne zna. Ne? Како го правите тоа? Како успевате да го направите тој Па процес? Да го донесите во Германија, а никој да не дознае? Pa niko nije ni doznao, kažem, ako bi Milošević doznao, on bi ga na granici uhvatio i za veleizdaju. Како, господине Димник, оди целата таа операција? Вие во октомври се слушате со Месич, Да. тој бара средба со Геншер. Геншер не сака средба со Месич, меѓутоа вие преку најдобриот пријател на Геншер договарате таа средба. Меѓутоа таа треба да биде инкогнито. Како успевате да ја реализирате таа инкогнито средба помеѓу Месич и Геншер? Prvo smo opet preko tih mojih prijatelja, ne, njihovu policiju i austrijsku policiju na granici, jer mi smo dve granice morali preći. Месич од Загреб го носите во Бон или преку Љубљана? Preko Ljubljane, ali kako je to bilo? Ne, tu je sarađivao i pokojni Drnovšek, predsjednik. Ne? Јанез Дрновшек. Janez Drnovšek. On je bio u stvari kolega Во председателството на u СФР. predsjedstvu, ne, kolega od Mesića. I on je zvanično pozvao Mesića da dođe u Sloveniju i napravio tu u Medije iz Lake, tu jedan kraj blizu Ljubljane. On je tamo za njega napravio večeru. Ne? I svi su znali, ne, cijela Jugoslavija znala da je Mesić u posjetu Drnovšeku s kim on razgovara. Ne? I bilo ih je tu na večeri jedno 20 suradnika i Mesića odnosno Drnovšeka i smatralo se da će Mesić prespavati u tom hotelu u Medija iz Lakah, ne? Iznad te sale. Ne? Svima je bilo rečeno da će Mesić tamo prespavati. A ja sam ga preko kuhinje odveo ovdje, tu je prespavao. Ne? Кај вас? Tu, baš tu, dole u sobi. Tu je prespavao i sutra ujutro nam je dao Drnovšek jednog jako povelikog čovjeka. Ne? Mi smo bili stalno u kontaktu s tim službama u Njemačkoj i Austriji i oni su znali samo za broj automobila i ime šofera. Ne? A drugo nisu ništa znali. Ne? Никој доаѓа, Niko, само ni na број granici. Значи само број на автомобилот и имена на возачот. Samo to, ništa drugo, niko nije znao. I na austrijskoj granici smo odmah prošli, na njemačkoj kao Njemci, ne, Njemci su uvijek pedantni, ne, kako smo došli,
on jako ozbiljan, ovaj policajac njemački, kaže pasporte molim. A ja sam sedao u traga sa Mesićem i otvorim prozor i kažem, wissen Sie, ne, to kaže, znate, vi znate. Kaže, mi znamo sve, kaže. Ovako je rekao. Mi znamo sve, ali je samo htio provjeriti ime i prezime šofera i broj automobila je odmah vidio. I rekao, mi samo provjeravamo. A mi smo se već uplašili, mi smo se već ugače, ne, jer je ovako nastupio da je ozbiljno. Ne. Jer ja sam očekivao kao na austrijskoj granici koji je odmah vidio broj i rekao ovako. Зошто сега го објавуваме интервјуто со Милан Верович? За да може да разберете, почитани гледачи, како функционира тој свет зад завесата, како функционираат разузнавачки структури, како се прави сценарио за еден атентат, како се прават одредени политички промени и како на крајот завршат тие политички промени. Затоа погледнете го овој дел од интервјуто со господинот Верович и ќе може да разберете многу работи кои досега не сте ги знаеле. И доаѓаме до четвртиот или петтиот субјект, Земунскиот клан. Како? Земунскиот клан. Чедо Јовановиќ има комуникација со Земунскиот клан. Тако е. Владимир Беба Поповиќ има ли комуникација со Земунскиот клан? Тако е. Значи има комуникација. Tako je. Vladimir Beba Popović ima stalnu komunikaciju sa njihovim bivšim šefom, a to je Ljubiša Buhačume. Znači, on je čovjek koji je vedrio i oblačio, Beba Popović, i politikom, i kriminalom, i policijom. On je u svim tim redovima izmešetario. On je zapravo i posvađao, možda, Zemunski klan sa Čumetom. Razumete? Значи, ко плеймейкер. On je pravi playmaker. Mađioničar. On je bio na izvoru informacija, s tim informacijama i dan danas izvor informacija. S tim informacijama apsolutno barata, velikim umećem, medijskim, on ume to da spinuje i da namješta prilike društvene tako da se kreira jedno mnjenje. Mišljenje. On kreira mišljenje. Земунскиот клан има ли улога во целата оваа работа? Значи, ако има две гнезда, значи ако има две гнезда, ако едното, вие веројатно не се сомневате дека е Звездан Јовановиќ, тој што пука од едната страна. Ви валјда не сумњате Звездан Јовановиќ и еден од оних кој е пуцал. Ja sumnjam. Се сомневате дека Звездан Јовановиќ Apsolutno опсебно? sumnjam u sve što su oni rekli. Pa nema to, sumnjate ovo, a ovo verujete. Ne. Cela priča je laž. Добро. Тогаш кој Zašto ja sumnjam? Тогаш- Molim vas, dozvolite, Da. vrlo je bitno. Zašto ja sumnjam? Pa ja sumnjam zbog toga što je tu u toj zgradi, dakle, pucao Zvezdan Jovanović. Saslušano 4 svedoka i ispred zgrade 1 peti. I nijedan od tih 5 svedoka nije prepoznao Zvezdana Jovanovića, niti Simovića, niti Konstantinovića, koji po zvaničnoj optužnici su bili u prostoriji, dakle, Zvezdan Jovanović puca. Nijedan od tih svedoka. Suprotno od toga, urađen je fotorobot po opisu svedoka koji je u toj zgradi video ljude koji su izašli iz zgrade. Taj lik tog fotorobota je prepoznao i čovjek koji je na parkingu naplaćivao parking i čovjek policajac koji je radio na policijskom prelazu Batrovci dan pre tog 11. marta. Dakle, zbog nijedan materijalni dokaz, osim parčeta dlake koja je nađena sa ćebeta koja je stajala na prozoru, nađeno je na pušci koja je kasnije takođe u katastrofalno objašnjenom situaciji nađena, ne dovodi u vezu Zvezdana Jovanovića s tom kancelarijom. Кај е најдена пушката? Фрушка гора, мислам, или? Ne, puška je nađena u nekom kamenjaru na Novom Beogradu. Našli su je policijski, ne znam, da ih ne uvredim, ne znam kako bih ih nazvao. Значи, човекот е виден през зградата и на граничен премин. Policajac na graničnom prelazu je konstatovao da fotografija fotorobota, dakle, fotorobot je crtež koji se uzima prilikom izjave očevica, razumete? Znači, Dakle, vi meni sada kažete kako izgledao neko, opišete mi ga, ja to nacrtam i najbliži okvir te crte vi odobrite i kažete taj je. To je taj fotorobot. Sliku tog fotorobota je prepoznao, jer je to po službenoj dužnosti otišlo na granične prelaze, kako bi se onemogućio eventualni izlazak iz zemlje, tako dalje, iz jasnih razloga, jel? Policajac koji je radio na tom graničnom prelazu Batrovci, Со Хрватска. tako je prepoznao tog čoveka. Значи, дека Rekao je, ovaj čovek je juče ušao u zemlju, 11. marta.
Ja sam ga propustio bez evidencije. Uveo ga je u zemlju čovjek koji je došao iz jedinice za specijalne operacije, predstavio se kao Jovanović, a u stvari je Jović, protiv njega je vođen postupak i to je sve zataškano, zatrpano, stavljeno pod tepih. Mi ne znamo koga je on od strane Hrvatske uveo. Interpol je tražio izveštaj granične policije Hrvatske o prelascima u tom vremenskom periodu i mi smo došli do saznanja da se radi o hrvatskom državljaninu koji se zove Rajmond Rojnik. Tu se staje. Policijska akcija više nije išla u tom pravcu istraživanja. Dakle, cela istraga je svedena na to šta je napisao neko u nekim svojim okvirima. Може би тие работи не се кажуваат. Меѓутоа, во младоста Божо Димник важеше за еден од најголемите светски плейбои. Најбоите жени во светот беа пријателки на Божо Димник. По тој неврзан разговор кој имавме со Божо Димник во неговиот стан во Љубљана, тој ни раскажуваше како за најубавите жени во светот купуваше диаманти во Антверпен. Тие пријателства Божо Димник ги користи во текот на целата своја кариера. Тие пријателства ги искористи за признавање на Словенија на Хрватска. Значи тоа све со тајните служби. Да. Значи тајните служби на Словенија, тајните служби на Австрија, тајните служби на Германија. Да. И вие од Љубљана поминувате. Da, Каде се одржува таа средба помеѓу Месич и Геншер? 14. novembra Не, Gde se odražava ta sredba? u Bonu. Во Бон. U Bonu, da. Mi smo išli do Bona, posle iz Mihna s avionom u Boni, tamo je bio sastanak i on nas je primio, jer kažem je morao nas primiti, onako kao što na preporuku neki ministar preporuku svog prijatelja prima nekog čovjeka koji ne bi on primio. Ne? Ja sam vidio iz njegovog ponašanja, ne, Genšerovoga, da je bio zvanično, ne, rezerviran. Zvanično rezerviran, dobili smo odmah neku juhu, ne. Znači na ručak ste Na ručak, da, ručak smo imali kod njega. Koliko treba da traje toj ručak? Pola sata, ne, na brzinu. Ne, znači samo pola sat vi davate? Da, mi smo imali zvanično samo pola sata. Ne. Znači supa i eventualno glavno jedanje bez salata? Znači salata, nemate vreme salata da jedite? Ne, dobro, pola sata za... Mala šala? Ne znam, da. Pola sata i Genšar je jako brzo jeo tu juhu, ovako jeo juhu brzo. A Mesić govori, ne? A Mesić razgovara, govori zašto Jugoslavija ne može opstati takvo kako je. I ja gledam, ja sam ovako sedio, a oni ovako preko, ne? I ja gledam Genšara ovako kao tu, da ga počelo interesirati ovo što on kaže, ne? I sve laganje i ga gleda i onda počne pitati da li vi mislite da bi bilo tako, da, tak, a šta Bosna, šta ovo. Ja sam nisam vjerovao što on kaže. Što zbori Mesić, da. Ja nisam bio siguran, ne? I stvarno, jer pošto on ne zna njemački, ne, Mesić, i baš se nešto sklonuo, uzeo je maramicu, nešto se sklonuo i Genčar je to iskoristio da je meni rekao ovako, ne, blefirter, ne. Da li blefira? Da li blefira, ne. A ja nisam bio siguran, rekao sam, nema kakvi, ništa. Ne blefira, tako je. Da, ne, nikako. On nije mogao shvatiti kako ovaj čovjek onako plastički sve i istorijski kako on pozna situaciju i šta će se desiti u Bosni, šta će ovo, šta će ono. I sve to se i desilo posle, ne. I tako je on stvarno, Mesić, ja još tako nešto nisam doživio, kako jedan može ubijediti čovjeka samo s jednom pričom, ne. I još nije na njemački to, ne. Туку со преведувач. To prevedu, ne. Znači vi jeste Genšer, vi, Mesić i prevodilac. I prevodilac. Tamo je bio prevodilac, ovdje je bio
Mesić, Genšar je tu. Ne. Колку трае на крајот средбата? Kako? Koliko traje ta sredba na kraju? Na kraju preko 4 sata. Повеќе од 4 сати. 4 sata. On je otkazao, došla sekretarica, ja vjerham na sati pokazivala, ne, rekao ništa. Još nam je išao tako daleko da nam je pokazao svoje privatne prostorije, ne? Da nas je vodio privatne prostorije. Sve je otkazao, ne? Toliko ga je zainteresirao Mesić. И што се договарате тогаш? Ne samo, on je samo razgovarao o situacijama kako je Jugoslavija nastala, kako ne može, kako to, kako ona, ne sve u brojkama i to ga je zainteresiralo, ne? И добро, Османе Демлик, и што вие договарате на таа средба? Ако таа треба да трае 30 минути или 40, продолжува и трае 4 сати, ве носи во своите приватни простории, значи веќе се отвара тој процес. Веќе не е категорично не за независноста. Таа ли е таа историска средба која определува можеби судбината на поранешна СФР Југославија? Pa apsolutno. Apsolutno. Genšar, ali opet, kao što je posle rekao, 10 godina kasnije, ne, mi je rekao, i opet ja sam bio 100% siguran, ne, da i on nam je predložio onda kod te sastanka, on je predložio ovako, rekao, gledajte, mi smo za vreme Drugog svjetskog rata sarađivali s vama, ne, sa Hrvatima u Staši i tako dalje. I ne možemo sad mi kao Njemačka zastupati javno vaše interese. Dajte vi idite na Island, kod islandskog premijera, razložite, idite u Vatikan i kod Havla, ne? Čehoslovačko. Idite tamo da oni podignu to pitanje, a mi ćemo gurati od traga, ne? Mi ćemo to gurati od traga, jer vi ste mene ubedili da tako mora biti. Внимавајте на оваа формулација. На средбата помеѓу Стјепан Стипе Месич и Ханс Дитрих Геншер, Геншер му вели на Месич дека не е добро Германија прва да ја признае Хрватска поради тоа нацистичко минато на Германија и усташкото минато на Хрватска, дека тоа треба да го направи некоја неутрална држава во светот, а подосна Германија би се приклучило кон тоа признавање. Гледате како функционира светската политика. Кога тоа ќе го ставите во функција на ова француско одобрување или неодобрување за датум за преговори со Македонија, целата конфигурација на Балканскиот полуостров ви станува јасно, почитувани гледачи, како функционираат тие големи светски или тие големи европски сили и европски држави. Значи, вие треба дојдете во Исланд, во Рејкјавик, во Рим, во Ватикан или во Прага, во Чехословачка. Tako je. I tako je i bilo. Nekad se Mesić vratio u Zagreb, on je, ni Tuđman nije znao ništa, ne? Ništa ne zna. Ništa. Niko osim Drnovšeka, znači, niko. Вие, Месич и Дрновшек. Da. I возачот. Da. Pa, da, naravno, on ga je poznao, ne? Ali on nije znao po koga dođe, ne? Тука го зема од ке вас. Pa da, tu, ovde, da. Значи тамо кај што е нашата кола сега паркирано, кај што е паркирано, тамо доаѓа возачот, тој го носи Месич заедно со вас кај Геншер. Баш така. Би беше задоволство да разговараме, или што разговаравме со Милан Веровиќ. Многу работи кои ги претпоставувавме, сега добивме логични одговори. Свативме што сака да каже Сашо Мјалков, односно Муса Џафери, со она реченица дека камено дојде од блиско, дека не постои преврат, дека не постои тентат. Ако во него не се вклучени најблиско соработници на човекот кој треба да биде елиминиран или екзекутиран. Милан Веровиќ ја дава целата таа технологија, како функционира системот и како системот во еден временски период може да биде свртан против човекот кој е начело на тој систем. И мора да биде екзекутиран земунскиот клан. Dušan Spasović i Mile Luković su ubijeni. За да не може да бидат сведоци или да кажат плешни. To njihovo streljanje je takođe dokazano. Kako? Tako što obdukcioni nalaz njihovih tela je potpuno suprotan zvaničnoj verziji događaja policijskog izveštaja sa Meljaka. Razumete? Ubijeni su sa leđa,
Policija je zvanično rekla da su oni pružali otpor. Sa njima je do tog trenutka kada su, pre nego što su ubijeni, poslednji boravio Dejan Milenković Bagzi, koji je zaštićeni svedok u ovom procesu. On je na sudu rekao da nisu imali nikakvih fizičkih oštećenja na licu, dakle nisu se tukli pre toga, oni su bili svi u podlivima. Imali su oružje koje je Dejan Milenković Bagzi na sudu rekao da nisu imali. Dakle, njima je posle ubistva podmetnut taj puškomitraljez, ta bomba, ispričana je neka policijska priča koja je tako, eto, zanemarena. Oni su nađeni bez dinara u džepu. Se možete zamisliti vi šefove klana koji su 2 godine prodavali po 200 kg heroina mesečno, koji su imali 10 otmica, u svakoj su uzeli po 5, 6, 10 miliona eura. Pa oni su imali 100 miliona možda. Oni su bili u bekstvu za ubistvo predsjednika vlade bez jednog jedinog dinara u džepu. Je vama to logično? Boga mi ne mi je. Pa najte mi vi recite, ako je to logično. Te ne može da влезат u toalet, Pa to vam a pričam. ne da izbegate da se Pa kako da ja se ne mogu spasa. sad odavde da odem do kuće bez autobuske karte? A što će plaćati su kreditna kartička? Pa, Kriminalci koji begat Tako. pored ubistota, na primjer, na... a sad još jedna na stvar, vladu. vrlo bitna. Dakle, cela ova optužnica, da gledalcima bude jasno i definitivno, je, znači, formirana na konstruisanim izjavama zaštićenih svedoka. U ovom slučaju postoje 4 zaštićena svedoka. Koji se tija? Dejan Milenković Bagzi, Zemunski klan. Vuk Vuković pokojni, koji je ubijen, Isto zemunski klan. tako I je, to na zverski način ubijen, ili? stravičan način. Sadistički način. Stravičan način. Da se prati poraka, verovatno, do site možni Tako je. svjedoci дека ќе завршат. Така. Tako je. Miladin Suvajđić, Đura Mutavi i Ljubiša Buha Čume. Zemunski klan je Ljubiša Buha Čume još u avgustu mesecu 2002. godine ocinkario, što se žargonski kaže. Dakle, o njima je ispričao sve što je trebao da ispriča. Во Братислава. U Bratislavi, tačno, vidite, znate. Па мислам дека и Ција. Pa Cija ga je tamo i čuvala i odvela. Ција го има однесено. Тако е. Од каде? Од Турција или не се сеќам Pa, точно. on je bežao, išao u Albaniju, u Tursku i na kraju ga je Cija sprovela i odvela u Bratislavu. Dakle, prsti anglo-američke, dakle, obaveštenih struktura Чадор. su prisutni 24 sata. U celom ovom događaju i celom ovom slučaju. Dakle, sad Zemunski klan je izvršio na kraju atentat na Zorana Đinđića, iako su oni sve znali o tom Zemunskom klanu. Iako su, ovo je strašno važno, u novembru mesecu 2002. godine, dakle, 4 meseca pre ubistva predsjednika vlade Zorana Đinđića, zajedno sa Dušanom Spasojevićem i Miletom Lukovićem, Čedomir Jovanović, Nenad Milić kao pomoćnik ministra policije, Vučko Mirčić, istražni sudija koji je vodio postupak za ubistvo Zorana Đinđića, i Vukčević, tužilac, kasnije tužilac za ratne zločine. Oni su učestvovali zajedno sa Dušanom Spasojevićem u ispitivanju ubistva, istraživanju ubistva policijskog generala Boška Buhe. Koga je zapravo Dušan Spasojević fingiranim namještanjem svedoka nekog Resimić Italijana pokušao da namontira svoje delo. Oni su ubili policijskog generala, ali su hteli to delo da premoste i nametnu drugoj kriminalnoj grupi Željka Maksimovića Maki. Pa su pritom uhapsili jednog od njegovih pripadnika, nekog limara, sprovodili ga, tukli ga, maltretirali ga, pokrenut je postupak, na kraju taj postupak je završio naravno bez argumenata, bez dokaza, ali činjenica je da su oni učestvovali u tome. O tome je svedočio taj limar na sudu, o tome postoje sudski zapisi, o tome postoje sudska svedočenja, o tome je svedočio i Legija na sudu. To je sve zaboravljeno. Dakle, ta mafija, taj zemunski klan, što nije bio tražen od strane vlasti. Ne, pa njih je policijsko obezbeđenje obezbeđivalo do posljednjeg dana. Taj Pejaković, koji je kasnije bio osuđen, ne znam na koliko, 5-6 godina, on je čuvao Dušana Spasojevića tako što mu je Čeda ga je odveo. On je čuvao Čedu Jovanovića kao policijski pratilac i Čeda Jovanović ga odredio da čuva Dušana Spasojevića. Možete zamisliti sad to. Dakle, zemunski klan je čuvan, Legija. Oni su čuvani kao zečevi koji su bili potrebni za nešto više. I evo, na kraju, pred odlazak Šešeljev u Hag, sećate se šta je bilo, ubistvo Zorana Đinđića je najavljeno. Na Trgu Republike. Tu je stao i sadašnji predsjednik. Oni su najavili šta će se desiti. Možda nisu ne znali o čemu govore.
Ali ko je taj Laufer koji im je to javio? On je znao, taj Laufer je to znao. Dakle, 10 dana pre ubistva Zorana Đinđića, 12. marta, Beba Popović sam svedoči o tome. Pozvan je od strane obaveštenih struktura britanske ambasade i održan je sastanak kod njega u agenciji Spektra, na kome su prisustvovali Čedomir Jovanović i Nenad Milić, gde im je doslovce rečeno da je britanska obaveštajna služba došla do pouzdanih saznanja da je u pripremi atentat na predsjednika vlade Zorana Đinđića. Dakle, 10 dana pre atentat to Beba Popović govori. Možete li verovati da niko njega nije saslušao na te okolnosti? Niti Čedomir Jovanovića, niti Nenad Milić. Da li je Beba Popović to slagao? Ili je to zaista tako bilo? Ko je bio kontakt koji im je rekao? I zašto na kraju nisu postupili po toj informaciji? Zbog čega Zoran Đinđić ostao bez zaštite? Zbog čega smo mi išli kao glineni golubovi? Zbog čega? Nenad Milić je, podsjetit ću vas i vašu javnost, tada u to vreme vršio funkciju zamjenika ministra unutrašnjih poslova. A Čedomir Jovanović je bio šef poslaničke grupe demokratske opozicije Srbije. Dakle, dva vodeća politički, da kažem, funkcionera su bili obavešteni. Nikog o tome nisu obavestili. Čedomir Jovanović je otišao na skijanje, a Nenad Milić je zabio glavu u pesak. I, evo sad jednog primjera. Čedomir Jovanović organizuje političku partiju u koje i dan danas podpredsednik političke partije isti taj Nenad Milić, do juče simpatizer je bio Beba Popović, a član te partije ili na otvaranju te partije prvi gost je bio Marko Kljajević, sudija koji je vodio proces za ubistvo Zorana Đinđića. Boga mi, gospodine... To je hobotnica. Gospodine Verović, ovo je podramatično od atentatot ili ubistото на Кенеди. Ке опрашате Божо Димник, како ги има направено тие своји пријателства со познатите луѓе од светот или со светскиот джет-сет, тој ќе ви каже дека тоа го има направено со помош на риболовот. Зошто? Бидејќи Божо Димник во врвот на својата кариера е светски првак во ловење на мушица. Поради риболовот или со помош на риболовот, тој ги прави сите тие своји познатства и тие своји пријателства. Така влага во светскиот джет-сет. Така станува еден од најголемите плейбои некаде пред 20 или 30 години. Со помош на тие пријателства изврши многу битно политичко влијание во процесот на растурање на поранешна СФР Југославија. И што се случува после тој 14. ноември? Da. Месец се враќа во Загреб. Mesec se vraća u Zagreb i referira Tuđmanu šta je odradio i šta je razgovarao sa Genšerom i da treba poslati čovjeka na Island i u Vatikan i kod Havela. U Island je išao Šeparović koji je bio ministar vanjskih poslova, Tuđman mu je... Zvonimir Šeparović. Da. Šeparović je bio onda ministar, pa ga je Tuđman poslao u Island da to obavi. Ne? Исланд е во Втората светска војна неутрална земја. Da. И затоа е погодна за да може да го отвори процес. Zbog toga, ne? A 6. decembra, to je 14 dana kasnije, mi smo već organizirali sastanak u Rimu kod pape, ne? Na Mesić. Na Mesića, da. Вие со Месич. Da, 14 dana kasnije, to je jedan naš prijatelj iz Italije, neki Fausto, koji je bio kršćanski aktivist i tako dalje, pa onda Andreotti i Kosiga, ne? Oni su isto pripomogli, tako da se organiziralo 6. decembra je bio Mesić već kod pape. Ne? Значи веќе во декември месец 1991 година се договорени првите признавања на Словенија и на Хрватска. Ja, i zbog toga je Vatikan prvi priznao, ne? I tako je bilo i dogovoreno, jer Mesić je preko svojih, ne Mesić, Genšar, se posle sa Vatikanom dogovaralo da bi bilo dobro da oni najprije priznaju, a one druge zemlje kao i Njemačka da će malo kasnije. Ne? Тоаш 12 држави во еден ден ја признаваат Словенија и Хрватска. Molim? Onda su 12 држave u jednom danu priznali Словенија i Hrvatsku. Da. To je bilo sve
to je bilo sve prije dogovoreno. Ne? Znači, po scenariju napravljeno. Apsolutno, sve po scenariju. Vatikan, Island, Čehoslovačka ne ve prima, Václav Havel ne ve prima, znači ne odgovara na pozivite. Václav, ja sam imao neku vezu do Václava preko jednog našeg direktora Ljubljanske banke tamo, Štefana Lonstara, a on nije uspio ubijediti, ne znam zašto. Jedino Havela nismo dobili. Ne? Znači Island i Vatikan se prvite državi. Odmah, da. Znači po scenariju to napravljeno so Genscher. I onda je eksplodiralo, ne? Kao što je predvidio Genscher. Znači, vi ste, gospodinu Božo Dimnik, čovjek koji pomaga v rasturanju na SFRJ Jugoslavije. Jedan od 3-4 luge koji ima ključnu uloga v toj proces na rasturanje na SFRJ Jugoslavije. Pa dobro, ne, to je, vidite, isto kao što je Genscher isto rekao, ne može samo jedan čovjek. Ne, ja sam bio samo jedan člen, jedna veza. Da. U lancu. Cijeli lanac. Da, lanac. Ne. Niko ne može reći ja sam zaslužen za to, ja. Dobro, neko je pomalko, neko je poveke, vi ste delo tih koji se poveke zaslužni. Samo to. Mi smo bili svi saglasni. Vidite, to i Mesić uvijek kaže. Ne? On se nikad nije još izrazio ja sam to odradio. Če gospodine Dimnik, nije da znajevme ko Makedonija deka vi imate takvi vrski kaj Genscher, uše 91. godina kaj pobaravme. Da. I vjerojatno zajedno su Slovenije i Hrvatske kaj bihme priznati, bez da moramo da go smenim ime to. Da. Što znači nekogaš da poznavate vistinski luge na vistinsko mesto, v vistinsko vreme, to je recepto da se uspe v politikati i v životu. Ja, tako je. Tako je. To je samo iskoristiti veze u pravom momentu, u pravom momentu iskoristiti te veze. Ne? Ovo беше емисијата во Центар на YouTube. Јас сум Васко Ефтов, почитувани гледачи. Ние се гледаме идната недела во 22 часот. До недела во 22 часот. Пријатно вечер, Македонијо, каде и да си.